Колку често се будите уморни? Колку често имате проблеми да заспиете? Колку добро спиете? А сонот е најважен за целокупното здравје, но и за функционирањето во текот на денот. Затоа поразговаравме и со нашите стручни соработници од Центарот за биоинформатика и на оваа тема. Во продолжение, споделуваме што дознавме низ разговорот со нив. Јас не би рекла дека несоницата, стресот или уморот се некоја патолошка состојба, меѓутоа, дали верувате дека речиси секој од нас, секој човек кој што живее во ова општество со овој начин на живот, претерано стресови, претерано обврски, немање на време, имаме барем еден од овие симптоми. Значи, не е природно да не спиеме, не е природно да бидеме толку изложени на стрес, затоа и си го прифаќаме тоа како нормално, меѓутоа тој стресен начин на живот на крајот ни прави последици врз функција на многу други органи. Јас би сакала, Тања, тука само да се вклучам. Значи, генерално стресот е нешто што не следи во секојдневието, нешто што е неопходно, некогаш не е стимулативен. Всушност, стресот е нешто што ни дава и мотив нели да одиме понатаму. И сега секој од нас различно го доживува, нели? Количината на стрес која што ја добиваме како дневна доза, она што е екстра, сето тоа се одразува на комплетното функционирање. Во основа се зависи колку сме спремни да го амортизираме за да можеме да продолжиме понатаму. Стресот не е секогаш во негативна конотација, мораме да кажеме дека имаме и позитивни моменти, но генерално количината на стрес која што добиваме секојдневно на долги стази ни дава реперкусија на комплетното функционирање и ментално и физичко. Еден од поголемите проблеми со кои што се соочуваме во денешницата е несоницата. Речиси секој втор човек не спие квалитетно, не спие доволно. Тоа се рефлектира со умор во текот на денот, тоа се рефлектира со неможност за справување со стресот. И еве, доктор Ане може да ни каже какви се последици ни прави по здравјето. Генерално несоницата не е само тоа дали спиеме или не спиеме преку ноќ. Многу е важно каков е и квалитетот на спиењето. Многу е важно дали имаме доволно долга количина, доволно долго трае процесот на спиење. Затоа што знаете, спиењето од 3 часа или спиењето од 6 часа не можете да ги изедначите. Тоа е една работа. Втора работа, во процесот на спиење, дали имате фази каде што се будите, значи имате неквалитетно спиење. Дали во тој период имате периоди на правилна размена на сите оние нормални фази. Зашто процесот на спиење не е само процес да ние се одмориме физички, туку е процес на комплетна регенерација на нашето тело. И ако вие не му дадете простор на телото да го добие она што е потребно да се регенерира, автоматски тоа се одразува на целокупното понатамошно функционирање. Така да несоницата е нешто што луѓето понекогаш ја сваќаат дека е окей, може, јас можам да го издржам, или имаме кратко спиење кое што и тоа се одразува на долги стази, значи на нашето здравје. Така да многу е комплексна самата проблематика за несоница и луѓето некогаш и не сваќаат и велат, па не, јас сум добар, ќе станам, јас сум одморен. Не е баш така. Да, затоа што реално после подолго време на спиење повеќе се јавуваат здравствени проблеми. Тоа е еден од тие показатели, индикатори дека сепак ќе направиме една истоштеност на телото која што може да доведе до некаков здравствен проблем. И вообичаено ако веќе дојде некој, ако веќе не спие година или две, дојде ни се во состојба да имаат веќе некаков здравствен проблем и гледаме дека има и несоница и ќе ги прашаме колку време веќе не спиете и тука е одговорот 1 година, 2 години, пола година. Значи сепак причината може да биде и самата несоница, односно да направи таква голема истоштеност. Во основа и се покажува дека ако ја решиме како проблем кој што постои, колку е свесен или несвесен самиот човек, во основа решаваме и други работи во неговото комплетно функционирање. И после луѓето, знаете, во основа станува сега се поактуелно несоницата, затоа што процесот на едно стабилно и квалитетно живење во основа почнува од квалитетно спиење. Правевме и студија и анализа колку со регулирање на сонот кај нас со нашиот начин и пристап со давање на клеточни сигнали за да имаме долг и убав и квалитетен сон и длабок сон, колку се коригира спиењето, индиректно колку сето тоа влијае на социјалниот живот, на продуктивност на работа, на среќа, на расположение и на умор, реално. Влијание на подобрување на времето на заспивање.
Испитаници кои заспиваат за помалку од 15 минути пораснале од 10,5% на 73,7%. Фреквенција на будењето. Испитаници кои никогаш не се будат ноќе, пораст од 5,3% на 63,2%. Дневна поспаност. Ретко чувство на дневна поспаност се зголемило од 5,3% на 68,4%. И за крај задоволството од квалитетот на сонот. Задоволството од сонот пораснало од 15,8% на 89,5%. Испитаници кои ретко се чувствувале неспособни да се справат со стрес, пораснале од 21% на 94,7%. Намалени симптоми како раздразливост, главоболки и промени во апетитот. Испитаници кои никогаш не чувствуваат стрес пораснале од 0% на 47,4%. Испитаници кои изјавиле дека здравјето им е одлично, пораснале од 10,5% на 73,7%. После минимална активност, заморот е намален од 64% на 23%. Заморот и стресот што влијаат на работата се намалени од 73,7 на 26,3%. Всушност, депресијата ја мешаме со уморот стресови, многу често во денешно време. Уморот од стресови кај нас го детектираме на поинаков начин и тоа значи неможност на организмот постојано, секојдневно и премногу често интензивно да се справува со стрес. Тоа е сосема нешто друго. Ние можеме да делуваме и на тоа. Исто така е потполно важно како и депресија, како и анксиозност, како и неспиење, затоа што кога ќе се врати телото во нормала, веќе ништо од она што личало на стрес не го доживува како стрес. Тогаш сме многу посилни, нели дојдени на себе, не ги доживуваме така тие стресни состојби. Да, јас се согласувам со Тања, многу често нели велат анксиозноста, депресијата и дека тоа е психолошки момент. Не, некогаш точно можеме да детектираме дека во основа е само замор, односно стрес. И тогаш веќе пристапот кон таквите луѓе, односно третирањето дава многу добри резултати ако вие ја најдете основната причина која што донела до тоа. Значи, не го тоа велите дека е психолошки момент, апсолутно не. Реален стрес кој што го да кажеме на еден начин инхибира нормалното функционирање на организмот. Да, и го менува одговорот на стрес. Тогаш ние на било каков помал стрес реагираме премногу бурно и го доживуваме како премногу нешто тешко и невозможно да се справиме.